Министерството за внатрешни работи додели плакета на општина Прилеп, поради тоа што локалната самоуправа го ослободи МВР од плаќање на комуналии за изградба на информатичкиот центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата, кој се гради во близина на касарната Мирче Ацев. Изградбата на објектот е финансиран преку ИПА предпристапната програма за помош од ЕУ, а инвестицијата чини околу 3,4 милиони евра. Тој објект е еден од витални безбедносни објекти, што ќе значи бекап на електронските податоци на сите државни институции во овој објект во случај на елементарни непогоди и други состојби во Република Македонија. Правени се анализи каде би бил најпогоден тој објект, инфраструктурно, пристап до него и така натаму. Безбедносен аспект, сметавме дека најсоодветно, односно анализите покажуваат дека најсоодветно може да биде во Прилеп. Објектот треба да биде готов за околу 8 месеци, а изведувач на работите е албанската компанија 4AM. Со наша заедничка соработка и со наша заедничка заложба, мислам дека тоа ќе биде направено и во иднина нашата соработка со Министерството за внатрешни работи ќе биде на највисоко ниво како и досега. На денешната средба министерот Спасовски со градоначалникот Јовановски разговарале и за тоа како да се врати довербата на граѓаните кај македонската полиција и да се зголеми степенот на безбедност. Денеска разговаравме за неколку прашања, за неколку теми за кои што се договоривме. Едната е давањето на насоки за позорната служба или за малскиот полицаец. Второ, активирањето на советите за превенција со конкретен акционен план за посета на сите местни заедници во општините, заедно со припадници на Министерството за внатрешни работи, да се разговара за проблемите, да ги слушнеме граѓаните, да ни ги кажат нивните проблеми, ние да соопштиме тоа што имаме да соопштиме и на тој начин да придонесеме кон враќањето на довербата на македонската полиција кај граѓаните. Понатаму се договоривме заеднички да имаме пристап кон средување на сообраќајниот хаос во градовите преку една интензивна планска работа или плански пристап во делот на сообраќајните прекршоци и зголемувањето на свеста кај возачите,